Основното општинско училиште, внимание, Свети Кирил и Методи во Скопје, најстарото училиште, 190 години постоење за училиштето Свети Кирил и Методи во Скопје. Разговараме со оделинскиот наставник Гордана Букревска. Добро утро. Добро утро, имајте убав ден, ви благодарам на поканата и сакам да упатам еден поздрав и честитка до целиот наш македонски народ, каде и да се наоѓа, за големиот празник, вчера што се одбележуваше, затоа што тоа е основата на нашата иднина. Ви благодарам и неколку пати зборувавме за јубилеот кој што годинава го имате, 190 години постоење на училиштето. Причина и повод и денеска да сте тука. Велам, не е доволно тоа колку зборувавме. Издадовте и монографија. Можете да кренете слободно? Да, издадовте монографија, издадовте документарен филм, имавте одбележување. И химна нова на училиштето. Да, и химна на училиштето. И се чини дека сето тоа е малку во споредба со тоа колку заслужува. Ајде со ред, овој јубилеј за училиштата, за наставниците, за учениците кои што се новата генерација, како се менуваше низ годините? Дали воопшто сегашната генерација на ученици имаат представа, знаат за големината на училиштето, кога стекнуваат знаење? Па видите да ви кажам, јас по вокација сум педагог, значи долго време сум во просвета и многу ученици поминале низ воспитно-образовниот процес. Порано се викаше воспитно образовен, но сега ми е многу жал за тоа што се е само образовен. Таа мислам, се изгуби воспитна во смисла на тоа што детето кога доаѓа на училиште, освен што ги носи домашните навики, воспитни, тоа се надоградува во училиште, освен образовно и воспитно, и се трудиме ние наставниците да од децата, од нашите, зборувам деца, од првачињата, па понатака ученици, да направиме навистински луѓе, се трудиме со се што можеме и преку нашата моќ, се што даваме од себе, но никогаш не е толку добро да не може да биде и подобро, но сметаме дека само ако ги сакате децата, и ако ги сакате децата, тогаш можете да бидете добар наставник. Нема наставник кој што може да биде добар да не ги сака децата. Мислам, тоа е вака. А се менуваат како и ние, како и се што се менува во светот, па и во нашата држава. Најголема промена кај учениците има со воведувањето на новата технологија, која што, ако се употребува така како што треба да се употребува, во проширување на знаењата, наоѓање на нови дополнителни извори на знаење, тогаш е во функција. Но за жал, целиот современ живот, брзината на животот, родителите се постојано во трка да обезбедат екзистенција, многу малку останува време, на нив им останува да се посветат на тоа што децата гледаат дома и сето тоа се пресликува во училиште. Затоа толку е важен наставникот, затоа толку е важен, се важни тие 8 часа кои што ги поминувате заедно. На што сте најгорди кога станува збор за успехот на учениците? Вака, предходно само сакав, се извинувам да надополнам по муабето што го правевме. Слободно, да. Во нашето училиште веќе 3-та година е воведено учениците кога доаѓаат на училиште, секој оделение си има свој шкафче, се заклучуваат мобилните и им се даваат на учениците кога ќе завршат часовите. Значи, се со цел да не им се одвлекува вниманието на учениците за време на наставата. Сега, нашето училиште сега, вака, пошто сме ние горди, јас лично, како наставник, како професор, кој што цел живот од мали нозе сум сакала, иако, видите, во секоја го гледа материјалното, денеска да не се лажеме, нема пари што може да го наплати нашиот труд во училиште и дома. Но, ако си ја сакаш работата, ништо не е тешко. Тоа е главното. Да, тоа е најважното. Професијата. И ние како училиште сме многу горди на успесите што сме ги поминале во текот на години поназад, пред нас генерации и колеги и ученици,
Например, во 2011 година ние освоивме прво место на светско ниво по бабините игри. Значи тоа да е на некое друго место може ќе беше многу медиски испратено, но не беше толку колку што треба да речам. Од моја гледна точка, нели сепак. Потоа училиштето како напредува, се направи медиотека, се со цел библиотека современа, каде што учениците ќе можат да го негуваат пишаниот збор и да научат дека гледањето на телевизија или гледањето на уредите, електронски уреди, не е исто што и живиот збор напишан во книга. Затоа многу пати имаме деца што многу сакаат да читаат и викаат наставничке како поинаку мирисаат книгите, да, вистина. Најубавиот мирис. Да. Понатака во нашето училиште се направи еве новата сала, се направи, долго време немавме сала, учествуваме на разни надпревари, работи, клубот за лего коцките, роботика. Значи, нашите колеги и нашите ученици се активно вклучени во сите збидувања што се на ниво на нашата држава. И отворена е сензорна соба за учениците со посебни потреби, знаете, со измените на Законот за основно образование се изврши инклузија на такви ученици и тие мора да имаат посебен третман, нели поголемо внимание во однос на останатите. Кои вредности училиштето се труди да им ги пренесе на новата генерација на ученици, познавајќи го значењето и тоа кој се и учел и предавал во училиштето? Да. Па видите, ние настојуваме да ги научиме децата да учат. Значи, основно ве јас, како долгогодишен просветен работник, целта ми е да ги научам да учат прво. Значи, не е работата да се научи и утре да се заборави. Еве мене натерајте ми една песна да научам, тешко ќе ја научам, ќе ја заборавам. Затоа што се што е со разбирање останува трак, нели, во некаде. И освен учењето, ние ги учиме на вредностите, на основните воспитни вредности, поаѓајќи од малите, што ги во прво оделение вака може ќе ви биде интересно, прашајте ги кога ќе влезете во училница, кои се волшебни зборови, ќе ви речат благодарам, повелете, добар ден, добро утро. Значи, почнуваме од мали нозе да ги учиме на културните навики, каде што, видите, не може секој да заврши факултет и не и секоја личност, нели, во состојба, но тоа што го носите во себе, од дома и од училиште, како да се однесувате кон луѓето, е многу важна црта во вашиот карактер. Потоа како да се, знаете, во денешно време, за жал, човечката емпатија е на многу ниско ниво. Затоа многу работи ни се случува, што ни се случува, затоа што емпатијата е толку ниска што преминува кај децата, се јавува едно многу неубаво, да речам вака, чувство, според мене и искуството мое, себичноста. Јас па јас. Не, ние сите можеме да обстанеме, еви емисијата ја правиме како една група, нели, заеднички се договараме. Јас ништо без цел тим што е зад мене и горе во режија и тука зад камерите, така што џабе се она што јас сум подготвила тука ако не се сите колеги зад мене. Велите дека оној кој што си ја сака својата работа, нема ништо поубаво од тоа. Вас што ве мотивира секој ден да бидете учител? Па видите, јас, например, почнав како педагог. Бев педагог во основното училиште Njegos, во колонија Идризово. Работе во специјална паралелка во иднина. Значи, да речам со еден збор, во образованието се сум поминала и педагогија предавав во средно. Значи, се сум поминала. Но некако, знаете, кога ќе дојдете и кога ќе притрчаа сите деца кон вас, вие во воздухот ја чувствувате љубовта, децата не знаат да излажат, во очите им се гледа. Кај не е наследничката, знаете, кога станува збор за поголема возраст,
веќе тие знаат и да прикријат и да кажат. Знаете дека се случува многу пати, јас од другите генерации деца, например, прво не гледаат како изгледаме. Така. И сега на некој дете ако не му се допадне нешто отворено, ќе ми каже наставничке, да ти кажам искрено, вчера беше поубава, денеска не си ми толку убава. Еве ви кажувам, мислам, нема, така се чувствува. И вие морате да го гушнете, да сака да го прегрнете, да го гушнете. Мали се, но таа е убавината на вашата професија. И всушност ние цел живот, годините кај нас се само бројка, зашто знаете, ние секогаш сме млади со децата, сакале или некеле. Генерациите одат, нели новите, во тек сме со се што се случува, затоа што децата, како они растат и ние учиме од нив. Они од нас, ама и ние од нив. Веќе кажавте, а сакав да ве прашам, интересна случка, но ајде, може ли никоја да споделите, кажавме дека емпатијата не е како порано. Не. И емотивните случки, моменти, кои што покажуваат емпатија, треба малку повеќе да ги истакнуваме сега како мотив за останатите ученици. Имате некоја таква? Па видите да ви кажам, има деца секакви. Сега малце и карактерно, нели секоја личност се носи. Велат дека детето се раѓа со карактер. И да, само ние треба да го дообликуваме во права насока, да речам. Ние, наставниците, кога зборувам за нас наставниците, нели? Во соработка со родителите, затоа што без нивна соработка не можеме ништо, ние можеме. Што го споминавте така, тоа. Да, се сака. Но без нив не може. Видите, јас многу тоа баш пред да дојдам во емисија, си мислев нешто што ми останало вака сега за 190 години, беа поканети наши ученици и така, колеги. И меѓу тие ученици дојде едно дете кое што го учевме, толку беше емпатично, тоа дури се одразуваше на неговото однесување, за се нешто така се однесуваше, мислам добро тој карактер. И многу се плашеше кога грми. Кога ќе грмеше надвор или ќе врнеше, ќе ме фатеше за фустан, панталони, небитно што носам, наставнички, јас го изнесува во ходник. И полека, ајде Никола ќе биде, полека ќе биде. И кога се видовме сега, и сестра му ја учев, викам, Никола, како сте дома, што направи ти со дождот? Ништо, наставничке, исто, ама сега мајка ми ја држам. Мислам, вака не, сега после толку години, значи му останало и ден денеска е таков емпатичен и кога зборуваме, во очите секогаш има солзи. Мислам така, радосно. Како жар, да. Ете, тоа ми останало. Тој детски жар и таа убавина вие гледате секојдневно. Да. И кога им е убаво и кога не е помалку убаво. Да, секако, многу сте постигнале како училиште. Сте оставиле белег, се надоградувате. Да. Пренесувате на новата генерација ученици какво е значењето на училиштето во кое што учат и стекнуваат знаење. Сушност, кои се поминал низ тие училишни клупи, и тој детски џагори, ходници и така натаму. Но верувам дека имате и мисија и визија како би продолжиле. Верувам дека овој јубилеј во кој што го заокружувате, сакате во поинакво издание да продолжи. Би сакала на крајот од разговорот да испратите некоја порака, да заокружиме со тоа каде го гледате училиштето вие понатаму? Па видите вака, јас можам едно да кажам, нашето училиште без малку 2 века обстојува. Навистина е чест и гордост да работиш во најстарото или да учиш, мислам, зборувам за учениците, нели? Да си дел од училиштето. Училиштето како училиште не е само зидови. Тие зидови да знаат да зборуваат колку има поминати толку тука детски џагор. Секој катче си зборува нешто за себе. Значи, треба да знаеме дека ако не си го негуваме своето минато, ние не можеме да имаме иднина. Само народ кој што си го негува и почитува минатото, а ние имаме многу голем мотив затоа што пред нас стојат се словенските просветители Кирил и Методи. Значи, кога им е дадено да бидат свети од папата, нели нормално, всушност тие се спои помеѓу Европа, источна и западна Европа, каде што се ширела словенската писменост.
ние како представници на најстарото училиште. Јас дори многу пати кога ќе кажам, јас толку многу си го сакам своето училиште, го чувствувам како, може и кога зборувам се чувствува како кај нас постои поинаква енергија во училиштето. Се забележува, да. Сакаме се што е до нас да направиме. Ние сме како едно цело семејство начело со нашата директорка Сонја Кирковска, која што сето ова го осмисли за патронатот, со заедно она не можеше секако без нас, но треба идејна мисла да има секако. И сакам да ви кажам за документарецот, една многу интересна работа, ако имаме време. Имаме саразмер. Документарецот, и јас сум од Кирил, режисер на тој документарец е наш ученик, Војче, кој што учел во нашето училиште, потоа дојде како колега по германски во нашето училиште и сега е режисер на документарецот. Еве специјален поздрав до него, како колега, како прекрасен човек, да речам. Благодариме, ние видовме во инсертите дел од сето тоа вие што ни ги испративте. Јас еве ќе кажам дека и во документарецот има нашата колешка Анита Никушева Јованчев, која што била дел од училиштето, така што особено ни е драго. И овој пишан збор, овдека се фотографии, историјат на училиштето, овдека се напишани најинтимните мисли на наши бивши ученици, колеги, пензионери, сегашни вработени. Значи, што е тоа што им оставило најголем впечаток во животот? Верувајте, да можете да ги прочитате, ќе видите дека читајки ги, сами ќе се внесете во некој друг свет, во друга атмосфера. Токму тоа е Свети Кирил и Методи. Јас искрено сакам да апелирам како наставник, како човек пред се, како човек кој што премногу си ја сака својата татковина, премногу, а со тоа и моето училиште, да му се даде малку поголемо внимание на најстарото училиште во државата, затоа што тоа заслужува да биде како прогласено за културно-историски споменик, кој што обстојувал низ ветриштата на минатото од Келино училиште до бараки, до прв учител Јордан Хаджи Константино-Џинов. Прв пат е ставен костурот на денешната настава, на денешните училници. Тоа не е мала работа. Сето тоа требе, односно заслужува поголемо внимание и почит кон нашите предци, за да можеме ние, наставниците, во тој дух да ги воспитуваме идните генерации. Затоа постојат и предмети. Не може да има предмети ние да се надоврзуваме на што ќе се надоврземе ако не се надоврземе на минатото. Знаете, се си има своја нишка. Еве со нас славеше и стара куќа, македонска стара куќа. Стара скопска куќа, ние пуштивме репортажа, подготвуваше колешката Јаглика и токму во истата се зборува дека топката од вашето училиште, кога играле децата фудбал или што и да е, секогаш завршувало во Стара Скопска куќа, дека тоа е всушност една од бележијата. Еве, они добија за 190 години, мислам, немојте да ме сватите погрешно, но сакам да кажам поштенска марка, никого не девалвирам, но сметам дека ваков културно-историски споменик од пред 2 века заслужува многу поголемо внимание. Зборувам пред се од ресорното министерство, зашто ние сме под Министерство за образование, нели сепак, од општината, знаете, општините се ограничени со средства и тие работи, но ако се има волја, ќе се изнајде решение. Само треба да сакаме. И јас упатувам апел, на сите им стојам на располагање. Кај треба ќе одам, нема проблем. Само да успееме. Затоа што тоа многу ќе ни значи за училиштето. И понатака, кога ќе ја завршам, нели, мојата просветна дејност, ќе знам дека се сум направила уште еден чекор напред, да допринесам
за напредокот на нашето училиште, нашето зборувам сепак Во името на колективот. Да, во името на колективот. Благодарам, упативме голем апел. Така ќе го заокружиме разговорот. Да. Благодарам на гостувањето денес. Ви благодарам на поканата и уште сакам да ви кажам дека можеме ние се да правиме како наставници, се од себе да даваме, но без ваша медиумска поддршка не можеме. Знаете, се си има граница до каде што можете. Ви благодарам, ви посакувам убав ден и баш ми беше чест и задоволство што бе гостин во вашето. Нависто благодариме за гостувањето денес.